Цените на производите во продавниците никако да се намалат, иако владата во неколку наврати најави дека од 1 декември ќе има намалување до 10%. Голем дел од компаниите од прехранбената индустрија сега користат субвенционирана струја, но цените на рафтовите се речиси исти. Граѓаните се жалат дека се е скапо, а платите и пензиите се мали. Намалување на цените не забележале никаде. Кои се динове скупотија? 12.000 пензија и ќе живим. А сметате ли дека цените се намалија како што Како не бев одучен исто? Не се намалени уопште. Вика намалено на телевизија, а иди да купиш исто. Лажа. Не е тачно дека намалуваат цените. По исто светера, а вамо вика на телевизија намалено, а иди да купиш исто. Кај се намалени? Нека дојде, нека види у пекариве колку е лебот. Што е друго? Млекото каде е? Нема ништо тука. Готово. Све младината отишла више. И ние, старите, ќе идеме еден дан. Готово. Платите све, се лаже, само пензиите ќе се накачува. Кај се накачени? Што се накачени? Ништо. Фактички 35 години имаш работен стаж, нема ни покачување, ни ништо. Не бе, ништа не се приметува, само причај они таму, а кад идеш таму све су исти. Од Министерството за економија велат дека има намалување кај дел од производителите, но се чека да се потрошат залихите произведени по старите цени на енергенси, а во наредниот период се очекува дополнително намалување и кај другите производители. Инаку, според Сојузот на синдикати на Македонија, вредноста на минималната потрошувачка кошница за ноември изнесува 51.714 денари, што е за 16.821 денар повеќе во споредба со истиот месец минатата година. На едно 4-члено семејство просечно за основните потреби им биле потребни 19.518 денари за исхрана и пјалоци, 12.983 денари за домување, 2.986 денари за хигиена, 3.668 денари за превоз, 2.250 денари за облека и обувки, 1.067 денари за култура и 799 денари за одржување на здравје.